Кристина Крисатовска во студиото. Благодарам што прифати вечерва да бидеш дел од нашето отворено студио. Благодарам за поканата, честитки и многу среќа со медиумот, успешен почеток. Ти благодарам. Ајде да започнеме од самиот почеток. Јас споменав во најавата, 2 пати беше во Украина. Од кога носиш одлука дека ќе одиш да известуваш од воена зона? Тоа не ми беше мене нова идеја. Проблемот е што, како што знаеш и сам колега, нашите медиуми не инвестираат во таков тип на новинарски производи, што е сериозен проблем и за нас како новинари, и за целата оваа афела. Меѓутоа, желбата да известувам од такви подрачја постои од секогаш. Од секогаш сметам дека новинарството сепак треба најмногу да биде за оние кои што се најзагрозени, а особено оние кои воопшто немаат можност да го кажат својот глас. Секако кога ќе почне војна, тоа се луѓето кои што остануваат заглавени во оние подрачја кои што се најопасни или кои што најмногу се гранатираат. Како логистички се стигнува, како се известува, какви се подготовките за еден таков службен пат, но не е така едноставно да се известува од воена зона? Прво мора да имаме на ум дека за војна треба сериозни финансии. Секогаш се плаќа во војна, така што тоа е прво и основно, и секако другата прва и основна работа за медиумските работници, новинари, сниматели, фотографи, дека мора да имаат некаква претходна обука, бидејќи се работи за навистина опасни подрачја кои што не може да се оди туку така, еве така ќе кажам, бидејќи многу често сте доведени во ситуација да треба да се реагира обратно од она што ни кажува првиот инстинкт. И токму затоа подготовката е многу важна. И самата логистика однапред, мора да имате и луѓе кои што однапред знаете дека можете да им се јавите во случај на било што. Така што навистина треба многу подготовка, логистичка, за стигнување, нели, зависи кој град е прво слободен, во која држава. Во овој случај тоа беше најзападниот град Лавив. Единствено, јас како патував беше до Варшава со авион и единствен начин да се влезе во Украина е на покопнен пат, така што возови и авиони беа единствената опција. Од Лавив секако прва таму се пристигнува, дури потоа се бара начини да се стигне до друго подрачје. Така морав прво да стигнам во тој град, а кога стигнав Киев беше опколен од руските сили, цел град, и беше навистина тешко да се влезе. Влегов со воз заедно со други колеги, направивме некој тим-ап за да патуваме заедно и да се чувствуваме побезбедно, меѓутоа тоа беше единствениот начин да се влезе во градот Киев, додека тој се уште беше опколен. Потоа продолжив и во Харков, исто или со локалци со автомобил, или воз се единствените начини да се стигне до било каде. Гледаме во моментов фотографии од твојата работа во Украина. Практично бевме и сведоци на она што го испраќаш или го јавуваше во живо од Украина. Како изгледа еден ден кога си во Украина? Па морам да кажам, прво фокусот на работата е најважен. Како изгледа еден ден, јас би кажала, тоа е за еден новинар од моето лично искуство после 13 години работа во новинарството. Известувањето од војна е веројатно дисциплинираната задача која што сум ја имала до сега. Од многу аспекти, таму не смеете да си дозволите да се разболите, не смеете да си дозволите да бидете повредени. Тие ресурси се потребни на друго место, нема доктори во болниците, бидејќи докторите се праќаат на фронтовите, и дури и најмала настинка или најмала повреда може да ве чини живот. Така што да почнеме прво од дисциплината, од тоа дека мора да се исхранувате, да се храните и да спиете доволно, иако изгледа дека спиењето е невозможно и многу страшно, особено во градови како Харков, каде што паѓаат бомби без престан, не е опција, не спиење. Дисциплината е и во умот, и во телото, секаков вид на дисциплина. Знаете дека мора да легнете да спиете, знаете кога што мора да јадете за да останете здрави, и генерално мислам дека дисциплина е, ако треба со еден збор
да објаснам како изгледа е дисциплина од овој наш новинарски аспект. Меѓутоа, кога ќе излеземе надвор и кога ќе се соочиме со луѓето, што е навистина многу тешка новинарска задача, затоа што тоа претежно се луѓе кои што изгубиле се, кои што живеат под бомби, кои што повеќе немаат доми, немаат како да се вратат, луѓе кои што изгубиле драги луѓе од семејството и навистина е многу тешко да се износите со сето тоа, но ние како новинари имаме голем фокус и голема концентрација кога работиме, ги оставаме малку емоциите на страна и тоа е така се додека не дојде полицискиот час. Кога ќе дојде полицискиот час, мора да влеземе внатре во станот кој што го изнајмуваме или каде и да сме сместени, било каде, и тогаш доаѓаат и се враќаат сите оние чувства што сме ги преживеале во текот на денот, се соочуваме со сите изјави, со сите стории, приказни што сме ги снимиле во текот на целиот ден и не е баш толку едноставно да се преживеат од почеток. Истите тие особено не кога знаеме дека нели тие веќе не се пред нас, па можеме да си дозволиме и емоциите од нас да излезат. Да, тоа беше моје следно прашање. Како се постигнува, се чекори по таа тенка линија за да не се премине во сензационализам, да се почитува од една страна емоциите, меѓутоа се луѓе, граѓани кои што го изгубиле својот дом, изгубиле некој близок, а сепак тоа е приказна која што пак треба да се пренесе, бидејќи остатокот од светот треба да ја разбере тежината на таа војна. Така е, во војна може многу новинари има таму и фриленсери и новинари од секакви медиуми од секаде од светот, меѓутоа можам да кажам генерално, војните репортери сакаат да кажат ние имаме код на однесување и навистина е така. Имаме код на однесување и знаеме кога не смееме да ја преминеме таа линија, знаеме дека не смееме да покажеме емоции, меѓутоа од друга страна мора да покажеме и голема доза на сензитивност кога разговараме со такви категории, мора да внимаваме на секој збор што ќе го кажеме за да не направиме ниту секундарна виктимизација, ниту дополнително да ги растажиме луѓето со кои што разговараме, така што навистина е многу тенка таа линија да не се преиде, но мислам дека новинарите на терен, особено војните репортери, оние кои имаат повеќе искуство и чувствуваат до каде може да одат, а до каде не може да одат. И чувствуваме кога некој, например, се чувствува некомотно да разговара на некоја тема, бидејќи таму има жртви на секаков вид злосторства и насилства. Не само од бомби, има и сексуални насилства врз жени, што исто така се случува во војна, така што секогаш кога стоиме пред некој соговорник, ја чувствуваме таа емоција и знаеме која линија е таа која не смееме да ја преминеме, за како што кажав, да не направиме секундарна виктимизација, да не ја влошиме повеќе состојбата, затоа што нашата цел, нашето присуство таму нема таква цел, туку напротив. Нашето присуство таму треба само да му покаже на светот со што се соочуваат луѓето и што всушност се случува во овие подрачја. Ги спомена медиумите и при твојата подготовка да заминеш за Украина. Колку кај нас имаат сенс можеби медиумите дека треба да се испрати репортер во Украина и треба секојдневно се известува за таа тема, особено дали на годишнина од војната, поминаа 4 години од војната во Украина, ние во Македонија не сведочиме на друг новинар кој што отиде на украинско тло за да известува, осем група на новинари кои што ги однесува преку Министерството за одбрана, но во фокус имаме 400 интернет портали, повеќе од 12 национални телевизии, повеќе од 40 локални и регионални телевизии. Зошто е тоа така? Па, делумно и сам го одговори прашањето, никого не сме испратиле, јас исто едва отидов во приватна режија половина од тоа, затоа имам независен филм сега, меѓутоа навистина е многу тешко, јас сум многу разочарана. Сад може би требаше да го прескокнеш ова прашање, ама да, навистина разочарувањето е нешто што навистина не се крие.
Па тука и националниот сервис не би го исклучила, кој што исто така има обврска да прати таму, но меѓутоа мора да имаме и онаа друга страна во предвид дека не сме по секоја цена да се праќа екипа кога е небезбедно. Затоа што сепак човечкиот живот е најважен. Она што нас не достига најмногу е, како што кажав, се тие обуки, се тие подготовки многу порано, инвестирање во таков тип на обуки, за кога ќе се случи вакво нешто, да имаме екипи подготвени кои што можат тоа да го прават. И тоа е така во сите медиуми секаде во светот, во сите европски медиуми, во сите европски телевизии кои што доаѓаат, тоа се тимови кои што се обучени за да бидат во такви да работат во такви подрачја, и тие неколку тимови ротираат. Не се испраќаат сите вработени во телевизијата или сите новинари, иако се политички новинари или од тој сектор. Сепак само обучени луѓе, обучени екипи се праќаат нам, пред се ни фали таа обука, тоа инвестирање, прво да си кажеме дека го сакаме тој сектор, сакаме да го работиме тој сектор, и подоцна да си ги обучиме тимовите, за да може да бидат подготвени за ваков тип на известување. И секако најважно од се, медиумите треба сериозни финансии да одвојат за нивните екипи да ги пратат на овие места. Да, но тоа го постави прашањето бидејќи е многу важно, бидејќи ние се соочуваме... Да, извини, само уште нешто, бидејќи заборавив. Војната се уште не е завршена. Претпоставам дека многу луѓе, и токму поради ова што немаме толку обучени новинари, ќе чекаат нашите медиуми војната да заврши, па веројатно да испратат тимови кои ќе ги снимат последиците од како војната ќе биде завршена. Да, но кој ги санира последиците кои што ние се соочуваме сега со напливот на лажни вести и руски наративи? Нема санација, тоа the damage is done. Штетата е направена и тоа е тоа, и во тој контекст можам да кажам дека моите известувања, и покрај тоа што бев единствен македонски новинар, единствена македонска новинарка таму, не ги презема она што јас го кажував, нели, очите и ушите на земјава, туку повторно или преведува од српски вести, од српски портали кои што можеме да забележиме по србизмите останати недопреведени, или од други англиски портали, или пак само зема копи-паст од новински агенции. Заклучивме дека новинари не сакаме, не можеме, или не знам која е причината што не испраќаме за да добиеме информација од прва рака, но се третира ли доволно темата Украина во нашите медиуми? Апсолутно не. Апсолутно не, ни од блиску. Прво ние имавме отпор да слушнеме што наш човек има да каже од таму. И мојот впечаток е дека генерално цел Балкан едноставно многу е чувствителен на темите војни, и мислам дека е некој одбранбен механизам. Подобро е да не слушаме, да не знаеме, да не гледаме, полесно ќе ни биде така. По некоја вест од новинска агенција, по некоја преведена вест, меѓутоа тоа е далеку, тоа нас не ни интересира, што навистина сметам дека е поразително за едно општество, поразително за било која војна било каде во светот, а камоли ако се работи за војна на европско тло. Тоа е можеби најпоразителното во однос на оваа игноранција на нашите медиуми кон темата Украина. Украина не е толку далеко колку што нам не изгледа. Украина е две држави преку нас, и повторно ќе кажам, на ист континент се наоѓаме. Така што навистина треба многу повеќе да ни интересира што се случува таму, затоа што овие состојби се прелеваат. Можеби не војната како таква и агресијата како таква, но секако има последици. И финансиски, и секаков тип на последици, и ние ако не ги пратиме, ако не ги следиме тие состојби, како можеме ние да процениме што следи, што да очекуваме? Че навистина мислам дека треба да обрнеме повеќе внимание на тоа што се случува секаде во светот, не само во Украина. Истото го мислам и за она што се случува во Газа. Истото важи. Тие последици ги чувствуваме и секој домаќинство, дали за увоз на пченица, дали за електрична енергија, цена, знаеме какви последици имаше по почетокот на војната. Од твоето известување во Украина се роди и твојот филм кој што беше прикажан на повеќе од 30 фестивали и се здоби со 13 награди. Кажи ми нешто повеќе за филмот. За филмот, мислам, прво ми беше многу тешко да го направам затоа што имам многу часови
Колку прилика часови, со колку часови материјал се враќа? 3-40 часа материјал. И тоа се многу човечки приказни кои што јас таму ги живеав, ги преживеав. Јас дури бидејќи бев сосема сама, поголем дел од времето јас го поминав таму со украинците и кога се вратив со целиот тој материјал, она што навистина ми беше тешко е да ја направам таа селекција што треба да остане, која приказна треба да остане, а која не. И тоа е за мене тоа беше буквално најтешката работа бидејќи не можам да кажам дека некоја приказна е повеќе важна од некоја друга, а филм треба да трае час и половина и тоа е тоа. Немам време за сите стории, сите приказни, се она што се случи да го ставам во еден филм и затоа решив да го направам филмот практично репортажен и да ги ставам оние највпечатливи моменти кои што ги преживеав јас таму во Украина како една новинарка која од овде тргна и отиде сама, па можам да кажам вклучително и мојата состојба, мојата борба новинарска за воопшто да заминам од овде. Филмот така и почнува. Накратко со нафрлени реплики кои што само доловуваат колку навистина ми беше тешко да заминам од овде и да отидам во Украина и потоа целиот филм е нормално фокусиран на човечките стори, не се занимава многу со политички моменти, туку само со оние фактографски датуми кога што се случи на почетокот на војната и се останато е посветен исклучиво на цивилите, а не на политичарите. И секако дека сите оние страшни моменти како масакрот во Буча, бидејќи влегов таму еден ден по повлекувањето на русите, морам да кажам дека тоа е нешто што не се заборава. Има една англиски изрека, вели once you see it, you cannot unsee it. Буквално е така, еднаш кога тоа ќе го видите таа слика, потоа не излегува од глава. Која е приказната која што најмногу те трогна? Па има многу, навистина не би можела да одлучам, меѓутоа, да, овој дедо кој што го видовме сега во трейлерот, тој е последниот жив ликвидатор на радиоактивниот материјал од Чернобил. И тој човек години наназад се бори со ракови, со болести, не само тој, туку и неговите деца. Ние имавме екстремно долг разговор во кој што многу раскажуваше колку се мачеле со овие болести, колку биле оставени сами на себе. И она што е најимпресивно е што целата таа тага и болка човекот ја преточувал во поезија. И години, сиве овие години пишувал поезија. И можам да кажам дека јас таму бев со странски хуманитарци, британци, американци и германци, кои што додека тој ја рецитираше, додека ја кажуваше својата поезија, бидејќи пишува на руски, живее во моментов во Харков, е во рускојазично подречје, иако ниту еден од странците не разбра ниту еден збор од тој рецитал, кога се свртев, да, подоцна сите до еден буквално беа расплакани и не можеа да се сопрат со плачење само затоа што му ја почувствуваа емоцијата. И тоа е нешто што дури е тешко да се објасни со зборови. Инаку, навистина би било неблагодарно да издвојувам, бидејќи многу од сториите таму и мене лично ме погодија и како човек и како новинар, но тоа што е премногу се и не можеш... Колку психички тоа товар ствара кај... Па многу. Е сериозен психички товар. Ние додека сме на терени, додека снимаме, го имаме фокусот, мислиме дека сме многу и психички многу јаки. Адреналинот е тој кој што игра улогата и не го размислуваш, но кога ќе се вратиш дома или во Македонија или кога ги прегледуваш повторно снимките, можеби тогаш е дејството многу поголемо. Не може би, со сигурност. Навистина, мене, баш кога ги прегледувавме снимките за што да искористиме во овој филм, а што не, тоа беше како буквално од почеток преживување на сето тоа, но таа дистанца што сега никој не ме гледа, немам тука одговорност да имам фокус, да не покажам емоции, да се држам и тука више можете и да се расплачете, бидејќи некои работи навистина се тешки за гледање, тешки за преживување, како што е масакрот во Буча или она што го видов во Харков. Таму, например, јас не можев да се помирам со фактот дека едно мало дете
воопшто не реагира никако на бомби што паѓаат околу него. И кога деца ги прашувам дали се плашите, и тие ми се смеат и ми велат не, од типот на какво е тоа прашање. Децата се смеат, меѓутоа јас како го преживувам тоа, за мене тоа можеби најтажната слика што сум ја видела и слушнала во животот, затоа што мало дете да ви каже дека не се плаши од бомби, ракети и авиони. Тоа е навистина тажно. Кристи, благодарам што одвои време вечерва беше гостин во нашето специјално отворено студио 4 години војна во Украина. Ако другите не направија ништо, ние барем се обидовме, еве прв старт со Украина. Ти благодарам многу што беше со нас. Благодарам и за поканата и благодарам за третирањето на оваа тема и како што кажав, со среќа. Да, многу е важно, ќе продолжиме ние да ја третираме и понатаму. Почитувани гледачи, благодарности до вас што бевте во огромен број. Последните бројки што ги видов дека се над 600 на Facebook и ви благодарам на сите коментари кои што ни ги испративте вечерва. Со мене ќе се гледаме секој вторник и четврток, така што останете со нас, останете информирани, објективно информирајте се, бидејќи знаете во војна токму вистината е таа која што умира прва. Пријатна вечер.